Почитувани, добра вечер, добре дојдовте во анализата на телевизија 24. Оваа емисија ќе биде посветена на случувањата во опозицијската ВМРО-ДПМН. Таму веќе со месеци трае една внатрепартиска битка, каде постои еден иницијативен одбор на видни членови, сегашни и поранешни на ВМРО-ДПМН, поранешни функционери, кои бараат промени во партијата, бараат промени во лидерството и одамна бараат и секување на конгрес. Сега веќе тие закажаат дека ќе свикаат свој конгрес и го повикуваат раководството да го прифати и велат дека имаат мнозинство од делегатите. Од друга страна, тие за ВМРО-ДПМН се само слуги на Зоран Заев, ја одработуваат неговата политичка агенда и тие се луѓе кои според сегашното раководство на ВМРО-ДПМН немаат врска со вредностите на партијата. Наши вечерашни гости се двајца добри познавачи на овие случувања и превирања, со нив ќе дебатираме, ќе се обидеме да дојдеме до некои одговори. Тука се професорот Тони Науновски. Добро вечер. И новинарот Љупчо Златев. Добро вечер, ви благодарам за поканата. Златев првпат во телевизија 24, тоа е интересно. Да, првпат доаѓам овде. Ја запознав и вашата редакција, голем дел од колегите ги познавам, со некои сме работеле порано заедно. Да. Навистина, ви посакувам многу успех и во оваа верзија сега што ја имате, бевте 24 вести, сега сте 24 ТВ. Да, благодарам. Науновски, вие порано често гостувате во телевизија 24, но морам на почетокот да забележам дека ве нема нешто во медиумите во последниве години, отсуствувате. Пред да почнеме со емисијата, само тоа сакав да прашам, намерно се повлековте од случувањата? Секој македонец на собствен свој начин ги доживеа овие неколку мачни години во кои што се случија редица штетни договори, редица штетни политики за националните интереси на македонскиот народ и повеќе или помалку секој самосвесен македонец на личен начин ја доживуваше таа травма, така да кажам. И во таа смисла практично ние многу луѓе кои што се залагавме за оние парадигми кои што ќе значат, се разбира, демократска, суверена држава на македонскиот народ со почитување на сите меѓународни стандарди во многу аспекти, во многу сфери, едноставно бевме поразени, затоа што ова што се случи изминативе неколку години апсолутно е против сето она што практично се бореле не само нашите во историска смисла предци, туку и ние, и така да тој пораз го доживеа во голема мерка и на како да кажам, како собствен личен пораз, персонален, макар да никогаш се разбира не сум бил во ниво најмала позиција во која што би можел објективно и многу да делувам или да влијам врз некои политики во оваа држава, но едноставно тогаш во такви ситуации на човек му преостанува само да се препушти на поезија или на пишување на поетски критики, што најчесто го правев. Но ова е интересно прашање, зошто сега одеднаш, не одеднаш, разбирам, меѓутоа во последно време добивам желба повторно да ги искажам своите мислења и ставови за јавноста, доколку на тоа некога се разбирам му е битно. Меѓутоа јас ја чувствувам таа потреба и токму овој период ми даде некоја нова надеж, дека се уште постојат шанси за Република, за Македонија и за македонскиот народ, не за оваа држава, со тоа што започнаа да се случуваат неколку процеси незапирливи, особено процесот во партијата за која што споменавте дека веројатно ќе биде главна тема анализата на тие случувања, да. Така да апсолутно сега ја препознав и јас се надевам дека ќе ја препознаат и многу други луѓе, практично секој македонец, дека се појавува нова шанса за македонскиот народ во смисла на исправање на сите погрешни политики на веќе поранешното раководство. Морам да кажам дека медиумите и новинарите се разбира претпоставувам без некаква лоша намера, меѓутоа имате погрешен вокабулар во означувањето на сегашната актуелната состојба. Значи, ова раководство сегашното е веќе минато раководство и мислам дека треба да се зборува за во минато свршено време. За ВМРО-ДПМН зборувам за Христијан Мицкоски и неговите околу него. Значи тоа е тоа. Него кажа сега наш името на партијата да сме на чисто. Да, значи практично пред неколку дена со објавувањето дека повеќе од половина или дури и 2/3, ако не се лажам, но се едно, делегатите на Конгресот, кој што е врховен орган во секоја партија, па дури и во секоја колективно тело кое што носи одлуки, значи мнозинството одлучува. Значи самото објавување на закажување на Конгресот апсолутно веќе треба да се зборува во минато свршено време за ова раководство на Христијан Мицкоски и неговите.
И треба се разбира јавноста да биде внимателна затоа што на некој начин тоа е сега веројатно технички вршител на дложноста председател на ВМРО-ДПМН, а на 28 март ќе биде и формално веројатно разречен, што е добра вест за македонскиот народ. И сега зошто тоа го велам? Затоа што во овие неколку години од неговото раководство се случија многу драстично погрешни политики кои што немаат никаква врска со матрицата и идеологијата на ВМРО-ДПМН. И тука е шансата сега на новото раководство, на новиот конгрес, да избере луѓе и политики кои што ќе се вратат кон автентичното значење и кои што на еден современ начин, модифициран се разбира на современите состојби и политики и реалности, ќе пронајде соодветни модуси како да го артикулира повторно македонскиот национален интерес. Добро, ќе продолжиме, отприлика ги начнавте прашањата за кои ќе дебатираме, само сакам уште едно кратко подпрашање. Вие сте член на оваа актуелна иницијатива за промена или не сте? Не, јас сум само поддржувач, јас сум теоретичар, добро, јас не сакам да бидам, јас сум да. теоретичар, меѓутоа апсолутно ја поддржувам затоа што мислам дека ВМРО-ДПМН изминатите 3 години да пропаѓаше во секоја смисла на зборот, особено на идеолошки план. Да, добро, го кажавте, Златев, иницијативата постои, отприлика ги кажа Нуновски ставовите. За разлика од мојот соговорник, Господ не ми дал поетска дарба и во изминатите 2-3 години не сум се бавел со поезија, туку сум се бавел со новинарство и јавен интерес, и токму затоа не можам и новинарски односно не можам навивачки да настапам во целиот овој процес, затоа што тоа ниту доликува на мене, ниту доликува на мојата функција. Но она што можам да го направам е да пробаме на еден или на друг начин да ги проанализираме фактите во однос на последните случувања во ВМРО-ДПМН и она што вие го кажавте уште на самиот почеток. Што се случува сега? За да почнеме да анализираме околу целата ситуација, треба да одговориме на 3 клучни прашања. Кој стои зад сето тоа, односно кој ја подига таа иницијатива, тоа е број 1. Број 2, треба да се проанализира кому најмногу му одговара таа иницијатива, и број 3, третото прашање на кое треба да се одговори, е која е структурата која стои во позадина на сето тоа. Ќе почнеме од почеток. Првото прашање. Она што досега можевме јавно да го видиме, од оние луѓе кои излегоа јавно да ја промовираат оваа иницијатива, видовме поранешни функционери на ВМРО-ДПМН, но не видовме ниту еден кој доаѓа од она што се нарекува висока политика. Ние видовме градоначалници, како оној на Илинден и Петровец, го видовме и Митко Јанчев, градоначалникот на Кавадарци актуелен, со одредена поддршка на оваа иницијатива, што е нормално, тој беше сменет од истото ова раководство од својата функција. Го гледаме, дури мислам дека човек кој највисоко котирал во македонската политика од сите таму е Ивица Коневски. Ивица Коневски е градоначалник, може за некого добар, може за некого лош, но тоа е човек кој се бавел со некакви локални проблеми. Кога анализираме кои се луѓето кои стојат за сето тоа, Никола Тодоров е член на иницијативата вака. Според она што сум го видел до сега, тој јавно се нема се уште изјаснето. Но јавно нема кажано дека ја поддржува. Ние гледаме некоја си госпоѓа на К и беше презимето, јас на вистина прв пат ја среќавам како новинари, веројатно и другите колеги. Јас мислам дека не треба да се навлезе во анализа на личности, затоа што тоа е многу помалку важно, колку што е. Извинете, не ве прекинав, само доколку може да довршам. Квалификуваат луѓето како вакви или такви. Не ги квалификувам, јас само ја кажувам реалната, не велам дека тоа се лоши луѓе, вакви луѓе или онакви луѓе. Јас само кажувам кои се. Факт е дека досега, она што е факт, дека досега не сме виделе никој high profile политичар да застане зад оваа иницијатива. Дури ако не се лажам, поранешниот министер за надворешни работи Никола Поповски се огради од самата иницијатива и рече дека тоа ќе значи поделба на партијата. Одиме понатаму. Прашањето е кому најмногу му одговара оваа иницијатива? На ВМРО-ДПМН, Златев и на македонскиот народ. Значи само извинувам професоре, јас не ве прекинав, ве молам уште една реченица не га кажа, ова за да биде диалог, ќе биде дебата, само да го довршам ова како теза, па слободно изразете се. Ако ја гледаме целата парадигма, во моментов
еве, има една емисија која вие ја најавивте, оваа емисија е за ситуацијата во ВМРО-ДПМНЕ. Ние денес живееме во државата која е на 111-то место по корупција во светот, државата која последна во регионот почна со вакцинацијата и пред се државата која има еден тон скандали, еден тон настани кои се лоши. Така што, најсреќен за вакви емисии и вакви теми е дефинитивно премиерот Зоран Заев. Да. И јас не се И согласувам. не велам дека тој стои позади ова или дека има соработка, може би има, може би нема, времето ќе покаже, но самото наметнување на оваа тема најмногу му одговара на Зоран Заев во ситуации во кои државата се соочува со колапс во многу различни сектори. Колапс кој е објективен. Овој аналитички став, да речеме, на колегата Златев е всушност исто официјалниот став на ВМРО-ДПМНЕ, дека иницијаторите се слуги на Заев. Јас не велам дека се слуги, момент. но велам дека тој Не. и најмногу му одговара. Мислам дека и Заев да му се јавите да го прашате, ќе каже истото. Јасно ја направив разликата. Да. Нели? Мислам дека се помалку веќе е важно што кога зборуваат Христијан Мицковски и неговите луѓе, односно тие луѓе околу него. Се помалку е важно, не е релевантно веќе, рекол, затоа што конгресот е веќе закажен. Очигледно е според сите најави, искази и така натаму дека има повеќе од половина делегати кои што се потпишале на иницијативата за преиспитување на неговата раководна позиција. Така што апсолутно мислам дека не е важно веќе што тие зборуваат. Важно е да се анализира зошто дојде до тоа. Јас искрено се чудев зошто пред се членовите и оние поупатените, поинформираните во ВМРО-ДПМНЕ чекаат толку време за да конечно се договорат и да направат иницијатива, односно да направат конгрес на кое што ќе ја преиспитаат сета погрешна политика, односно политики кои што ги водеше Мицковски и неговиот тим. Мислам дека крајно време беше ова да се случи и добро е конечно што се случи. Можеби е предоцна за некои работи, бидејќи доколку конгресот беше, да речеме, пред 2 години, сигурно немаше да настанат некои штетни последици во смисла на државни политики кои што се случија во меѓувреме, меѓутоа тоа е добро е што тоа сега конечно дојде време. Што е сега поинтата? Поинтата е едноставно дека луѓето сватиле дека редица порази, постојани порази кои што ги доживува Мицковски и тие неговите околу него, се штетни не само за државата, туку штетни и за самата политика, односно за нивната програма, нивните амбиции да бидат водечка партија и така натаму. Откако луѓето го сватија тоа, а го сватија конечно, што е добра вест, се разбира, затоа што поразот на председателски избори, поразот еве на последните парламентарни избори, кажува сосема доволно се, дека кој губи во континуитет, едноставно самиот треба да си оди, заради тоа што од некои причини не успева да донесе победа. И што е најинтересно, јас мислев дека приказната со Мицковски и неговиот тим, дури се извинувам, имам проблем кога го кажувам неговото презиме, затоа што мислам дека наистина човекот направи многу штета како за ВМРО-ДПМНЕ, така за државата, затоа што во клучните неколку години, кога се случува историски негативни процеси и политики за Македонија, тој ги шеташе неговите поташмаруништа, не знам, имаше неодлучни и не знам некои ставови кои што воопшто не беа политички во нас смисла транспарентни. Па на пример, еве за референдумот неговиот став секој сам да одлучи беше толку штетен пред се, заради тоа што во политика треба да имате став апсолутно. Но како и да е, тој на неговата партија беше дека референдум мора да има 10 години, ВМРО зборуваше дека треба да има референдум ако се смени името. Добро, имаше референдум и неговиот повик беше секој сам да одлучи, така ли беше? Па има ли по-демократска одлука од тоа секој сам да одлучи? Тоа не е политички став, добро. Според вас против требаше да повика? Не знам, тоа е веќе друго. Значи, без оглед на се, факт е дека со таа неодлучна фраза практично го одзема легитимитетот на бойкотирам, односно на фактот дека немаше доволно мнозинство за да се донесе по таа одлука како што се донесе во собрание. И тоа СДС и другите го искористија многу паметно политички. Рекоа тие што не излегоа на референдумот не биле заинтересирани. Зошто? Затоа што немаат политички легитимитет. А немаат политички легитимитет затоа што Мицковски не рече бойкотирајте или не рече гласајте. Ако повикаа да се гласа против, ви исто ќе ги критикувавте дека ќе правеле цензус. Не го бранам Мицковски, немам ни функција ни намера да го правам. Добро, но факт е дека за разлика од многумина во ВМРО-ДПМНЕ, ова е
фактот дека ова раководство на таа партија покажа прозападна, проевропска Па и не, пронато тоа секогаш било, агенда. што е во нивниот статут, Да, значи ево НАТО секогаш биле нивна. исто така стратешка факт е ориентација. дека оние, голем Тоа дел дали од ми се оние кои допаѓа сега или не, тоа е друго кои прашање. сега сакаат да ги рушат, имаат отворено анти-НАТО и антиевропски ставови. Не знам ја за тоа, тие персоналните ставови ми се помалку битни. Јас ги анализирам Еве, почнете процесите од и вашите идеологијата. ставови. Сега знаете што е. Ја не викам дека Може сум... ли Значи, ако- само ова сакам да кажам, значи сега денес веќе медиумите и јавноста треба да го поставува прашањето, најбитното прашање. Единственото прашање практично денес за таа партија е дали Мицкоски на 28 вечерта сам доброволно и мирно ќе се замина и ќе ги предаде печатите на новото раководство, новиот председател, или пак за жал ќе биде, така да кажам метафорички, новиот Нерон, македонски Нерон, кој што ќе даде отпор на секој можен начин, недемократски предпоставувам, и нема да ги почитува гласовите на мнозинството делегати, кои што, ако се сеќавате, во 2017 и него го одбраа. Така Господине Новски, подржувате ли вие во Европската унија и во НАТО да биде Македонија? Само момент. Значи, Тоа ме сега интересира. прашањето е дали тој ќе биде доволно разумен, да го почитува мнозинското мислење на делегатите, кој што е врховен орган на одлучување во секоја партија и во било кој колективен орган, така и во ДПМН. И ако се донесе одлука за него разрешување, дали ќе ги предаде печатите мирно уште 28 вечерта. може Тоа е да клучното ли- прашање. Може да Или ве пак- прашам конкретно вака, Да. во однос на Конгресот. Дали како ќе свикаат, како ќе одржат они конгрес кога според статутот на ВМРО конгресот го свикува централниот комитет? Јас го анализирав Бидејќи статутот. делегатите Не. не може да свикаат конгрес. Не. Подржувате ли Може. вие Вака, членство само на момент. Македонија во ЕУ и НАТО? Само Тоа ме момент. интересира. Тоа Само е прашањето кое пред да Може ли- почнеме да дебатираме на вакви теми, Ама треба треба- за клучните стратешки работи да видиме Добро, ама кој тоа е каква позиција. друго прашање, Златан. за Подржувате друго или зборуваме не? сега. За друго зборуваме, јас лично? Да. Па нема, многу обсежна дебата ќе треба за Не, тоа не, да не, нема да развиеме. дебатираме, само подржуваме Добро, или се поддржуваме. пак зборуваме за ВМРО Да, па да. сега тоа друга тема е. Сега. Ама знам не, зашто да е тоа видиме прашање кои се битно. структурите кои стојат. Добро, зад па се. Може ли не, ова јас да ми кажете абсолютно, како сега- бидејќи вака оние сега, јас одржат анализирав паралелен статут, сега конгрес, ќе ви кажам. тоа е Да, веќе мислам друга дека приказна, разбрав прашањето, а гледам дека и некои апологети на Мицкоски кои што се платени се, има докази за тоа, значи он ги плаќа од притиската каса. Значи има информации за тоа, претпоставувам Каде дека се тие може. докази? Не, има. Еве, ние сме новинари, мора да објавиме Значи, било некои каков апологети доказ. на Мицкоски се платени од притиската каса. Тоа е факт. Сега друга ми беше идејата на ова што, нели, ова сакам да го кажам. Конгресот е највисок орган на одлучување. Делегатите имаат мандат од 4 години. Никаде во статутот на партијата не пишува дека делегатите сами не можат со мнозинство гласови да свикаат вонреден или редовен конгрес, се разбира вонреден конгрес практично. Како што тоа сега го прават. Значи тука на тоа правно статутарно, а да не зборуваме уште повеќе политичко идеолошко ниво, апсолутно има целосен легитимитет и легалитет овој конгрес кој што ќе се одлучи, кој што ќе се одржи на 28 март. Значи битно е дека не смее сега да дозволат членовите на ВМРО да помане, тоа е мојот апел, ако воопшто некој е добронамерен, сака да го слушне добронамерно, а така е кажан, не смее да дозволат понатамошен раскол кој што може да го направи Мицкоски. Со тоа што ќе одбие да ги даде печатите, односно да ја напушти канцеларијата. И тие неговите околу него се разбира се, тоа тим, секој председател, секој си носи своји луѓе се разбира. Значи не смеат членовите да дозволат да настане раскол, бидејќи тоа ќе се одржи лошо, како за партијата, така и конечно и за државата, бидејќи силно ВМРО да помане, на некој начин значи и силна Македонија. Во таа смисла апелирам на разум, да се соочи со реалноста дека оние кои што го избраа на Конгресот во 2017 година, едноставно одлучиле сосема легитимно и легално и статутарно да повикаат на одговорност заради редицата негови изборни порази. Нема ништо понормално, поприродно и пологично. Дури реков, се прашувам зошто тоа е Добро, имаат ли увид во ВМРО ДПМН за тие- тие, само уште ова, имаат ли увид во ВМРО ДПМН за тие подписи на тие делегати? Дали е ова веродостојно што го зборувате, бидејќи прво кажа Па сега јас- иницијаторите дека кажа имаат јас сега 2/3 не од сум- делегатите, сега вие велите Видете. половина. Јас не сум инсайдер, мислам не сум Не, Ако најмалку бидеме инспектор. доследни, Како би го докажале ако бидеме тоа? Вака доследни, сега, сигурно не истите лажат. тие луѓе Да. закажаа настан дека ќе се одржува некако во сабота сега во музејот на ВМРО, за сега да дознаеме дека тој настан немало да се одржи. Значи само да ви кажам нешто сега. Мора да бидеме доследни кога се работи во она што се нарекува пропаганда и паралелна вистина. Ние во овој момент слушаме нешто што е
паралелна вистина. Зошто? Прво, како што веќе констатиравме, најголем дел од луѓето кои застанале за сето тоа се маргинални ликови. Како второ, Ама, нема значи не, избегнувајте сега врз анализа база на на лични. тоа, Тама врз работа, база на кој е тоа маргинален кој лик? излегол, врз база на тоа кој излегол, ние можеме да донесеме одлука. Ама тама работа. Ама се знаете како е, тоа е исто како еве, јас до предажурирањето, еве сега може да ви направам паралела. До предажурирањето сега на СДСМ, ја како 18 годишњак вие, сум се зачленил во СДСМ и до сега пред да се ажурира веројатно сум Таму има котирал таму пратеници. на листата на СДСМ. Извинете господине Науновски. И сега јас да излезам и да кажам ја барам смена на Заев и мене некој да ме викне во емисија и јас да говорам за смена на Заев како член на СДСМ. ова е- Ние ова е во овој момент организација, ова е- ја Добро, имаме карикираш, истата значи, не е- ситуација. Зошто? Добро, не е баш така. Вие што Да бидеме ова е до конгрес, кои се? се Еве, види кои се? членови на ВМРО. Кој е, еве, Тоа го се знаете ли вие делегатите. сивито на господјата Каранакова или Карадакова што излегува таму на пресконференција? сигурно, па Која е веројатно- таа жена? Само Бидејќи тие Која е што таа се жена, еве, високопрофилни ликови Сега, кои се ВМРО тие ДПМН виковно? се или внатре Сега, во дали партијата Кои може се да тие кажем високо нешто? еве, Или се- одговорете ми ги, кажете ми ги Златар, со име и премиер. може Жика да кажем- Стојановски, градоначалник на рурална општина Заваз, Не, не, господине не, не, многу успешно. Ризаловиќ е Чекате, високо чекате. профилиран не, лик. сакам да кажам, тоа се сепак активни членови на ВМРО ДПМН. Ама Не е како во Да, референдумот. но Тоа ниту се сме ги виделе, пратеници, ниту сме ја поранешни. виделе нивната масовност, ниту сме виделе големи Тоа е друго. ликови таму и Нема на крајот ние сега масовност. се Тие се- сведуваме на една ситуација Сега, да во таа дали може во јас- таа група, јас да во кажам таа, ама своите- само своите зборувате сознание. 20 Само да го минути, прашам вака дозволете Златев ми. една работа, Да. во ред. Мислам малку поконкретно Зборуваме, бидејќи јас не преопшто говорам дали зборуваме, они да. сакаат значи, нешто, ајде дали малку се во право или поконкретно, не. Зборуваме за Кога зборуваме објективни за- факти. Кога зборуваме за Христијан Мицковски, Добро? тој нанижа неколку изборни порези, тоа е факт. Колку е? Сега тоа Како колку значи најбитните? изгуби Од 2017 парламентарни до изгуби, денес. председателски. Добро, во ред. Сега Зоран Заев и на овие пред неколку пред Христијан Ама Мицковски. тоа е во ред, мирен во ред. проблем на СДС. Ние зборуваме за направивте ВМРО емисија сега. за тоа колку Зоран Заев изборни циклуси Ние- изгубил. нормално И да дали се треба направи, да се смени. Нормално да се направи. Баш ке побарам по интернет. Златев, Не ве негирам. Златев, послушајте ме право. Што ми е прашањето? Значи, ние сега тоа можеме и да го ставиме како кредибилен податок, може и не, тој е сепак релативно Да. нов лидер, ја консолидира партијата после И Груевски. пред се расчисти со и така криминалот натаму. во Има, ВМРО ДПМН. има, значи, има и зај Во ВМРО против. ДПМН во овој момент нема ниту еден криминалец И на вие- раководна функција, а оние кои стојат за сето ова, вчера Како имаше може обвинение тоа? Добро, против сега еден од нив, криминалец, кој е дека осуден во време таму? на ВМРО Златев, ДПМН има криминалец, да. главниот иницијатор Сега- на се сега- ова се нарекува Сашо Мислам, Мјалков. ако е некој И ако е некој главниот- осуден, не може да биде Златев, И главниот службена функција. иницијатор, Ама ова е клевета, господинот Златев. Сашо Мјалков, вчера го судеа. Господине Зошто? Златев, Ама не е затоа што осуден. го судеа, затоа Господине што Златев, прислушкувал ама на има него. Ај малку презумпција на застанете. невиност. Не, вака, ова е пола- клевета. Пола Да, ВМРО ова е клевета, немој Само така. момент, пола ВМРО ДПМН е во затвор, значи прво. Добро. Не се на функција, туку се у затвор. Кој е во затвор? А лидерот им избегал. Пак Гордана Јанкуловска, Милијана Киевски, Не се во затвор. Спиро биле Ристовски, Јана па Киевски во излегува, домашен влегува, прит. Во ред. Никола Добро. Груевски избеган. Значи сега, Добро. ако дискутираме кој е криминалец Не, во ВМРО ДПМН, далеко Дали да се во затвор, пола Во ред. се уценети да работат против раководството. Во ред. Тоа е ситуацијата. Сакам да ве прашам друго, не ми дозволивте да дојдам Да, до прашањето. слободно. Значи, ја дадов бекграунд малку за Мицковски, не сакам веднаш да кажам дека тој не треба да Нема, биде ја лидер. не го брана Мицковски, Кажам немам дали таква е намера. нормално дека нов лидер ја консолидира партијата, се уште дали е во сенката на Никола Груевски, дали не е Не сепак верувам. тој еден тежок товар кој со целата значи перцепција што излезе во јавноста. Но сега Христијан Мицковски сакав да кажам, кога дојде како лидер, тој рече дека ќе ја води партијата врз основи на 3 столба, се сеќавате. Беше добри односи со меѓународната заедница, членовите во ВМРО ДПМН и меѓуетничките односи. Да. Ако направиме на мала анализа на овие 3 столба, значи ВМРО ДПМН е во раскол, де факто е во раскол. Значи сега вие зборувате Не, дали нема за тие, раскол, има и дали листа се, после дали не 20 се видни, не. ВМРО ДПМН во моментов е во раскол, тоа е едно. Второ, после референдумот, ВМРО ДПМН значи тотално ги расипа тотално? односите со Еве. меѓународната заедница. Господин Добро. Златев, во Скопје дојде Ангела Меркел. Значи да не се, мислам, добро. да не зборуваме сега овде Ајде, ќе ги некои соочиме нереални фактите, работи. ќе ги соочиме Ангела фактите. Меркел дојде во Скопје и Добро. повика да се гласа на Добро. референдум, Добро. значи од демохристијанската заедница во Европа. Значи од тогаш ВМРО ДПМН е изолирано од таа
Ај сега малце, ЦДУ. Дали може престане јасно да ова кажам? владина вистина да ни ја кажуват извини Меѓуетничките Луновски. односи исто така, Значи, ВМРО ДПМН има 0 рейтинг кај албанците. Ја ви кажувам факт. Не знам од каде ви се овие Еве, факти. трите столба на ВМРО, еве ви сега, трите столба на Мицкоски. Еве ви сега објективни факти. Ајде. Кој е изолиран во оваа држава? Ајде. Зоран Заев од како декември 2019 година. Ова јас сум ја пишувал анализата, после од ВМРО ми ја Ама презира. може не е да битно. изолиран Заев, ја не велам. Сега Значи, зборуваме за од Мицкоски. 2019 година, само секунда да довршам. Од 2019 година до денес, Зоран Заев нема остварено средба со ниту еден европски премиер. Ама во Од ред- друга страна, Не зборуваме за тоа, во ред. Христијан Мицковски од позиција на лидер на опозицијата, нема никаква ефективна Не, власт да. во оваа земја, има остварено Сега, ама 4 смешна или е оваа 5 дебата средби со европски премиери. Ама- Така што муабетот за европска и Со светска Јанша, со Орбан, со тие зборуваме. па не се За тие европски средби. лидери. Па добро, ама за тие зборуваме така, да. И со Пленковиќ Може од ли да се Хрватска, сакате да ми префрлиме- кажете сега и Пленковиќ? Сега, Добро, може да. да се Не, префрлиме не, на посериозни теми? знаете каде ви е Сакате да ми главната кажете дека конструкција? ВМРО ДПМН после референдумот има подршка од меѓународна заедница, тоа ли сакате да ми кажете? Знаете ли каде Не, ви е не, главниот? дали може да Знаете Дали Зборуваме сакате сериозно тоа да ми го работа. кажете? Знаете ли Дека после референдумот ВМРО ДПМН има подршка од меѓународна заедница? Има комуникација, веројатно има подршка, тоа може да го Добро, видиме. добро, Господине добро. Ризалович, Да, да. знаете ли каде е дефектот на Добро, оваа Златан, пропаганда, рече, ајде. која вие свесно или Не несвесно е сакате пропаганда, да ја ова се наметнете? Ама ова се- Вие седите со мене Да. и со проруски ориентиран човек Проруски. и ме убедувате дека ова раководство на ВМРО Зашо ДПМН е антизападно, а овој проруски човек е прозападен. Тоа е Проруски проблемот. човек. И Сега, сега, не станува каква збор. е оваа реалност? Кој ја смисли? Роберт Поповски ли ја смисли? Оној како се викаше Не, тоа е тум, тоа е Маријан тум. Забрчанец. Тоа е тум, тоа е Вие на бевте фантазија. подпредседател на единствена Македонија, не сум така? бил, не, тоа оста тие глупости. Него, Како не вака сте сега. биле? А добро е лошо да се лошо е да се биде проруски. Не сум бил. Не. Лошо е да се биде проруски настрој. Не, тоа е негов личен став, но не, нека го кога кажете на како- избори со Сега, тој дали став, може да Катерина, замолкне кога- веќе да, еднаш за Значи, јас да зборувам? заедно со Ајде, проруски да. структури ме убедувате дека ВМРО е антизападно. Видете се, овие Кои го критикуваат? Не, тоа е Добре, небулоза. заврши. Да. Дали е ВМРО? Ако завршите, Да, да заврши. преминеме на посериозни теми. Значи, прво, јас би бил внимателен за разлика од Златев кога зборувам конкретно за луѓе. Значи, им постои во оваа држава нешто што се нарекува пресумпција на невиност и постои она што се нарекува нели Која е почитување. презумпција за невиност да ме тепа по кафани од мене? Тоа е презумпција на невиност. А кој И тоа- сега јас кој треба тоа да го те тепа? гал обезбедувањето на синот на Сашо Мјалков. Леле, ама Златов, каква врска има ова со политичка дебата? Те молам Каква сега. врска има со политичка дебата? Вие Добро. сега, сите оние Добро. кои 10 години го ограбуваа овој народ и кои 10 години на овој народ Добро, му смири се. спроведоа диктатура, кои го прислушкуваа, вие сега ми О, за кој доаѓате зборуваш? мене А ти за ВМРО да зборуваш? и тие луѓе За ВМРО ДПМН не зборуваш. За изминатите 10 години ВМРО ДПМН прислушкувало, те ограбило, што зборуваш? Ти не знаеш? се случуваше тоа од овие структури кои се блиски до мериот Не знам, коалицијата која мислам сега го дека прави. не, ова. мислам дека испомешам многу работи. Што но испомешав? Друго сакам Што да кажам. испомешав? Ајде. Значи, Испомешав јас дека колку што тепа можам колеги да му видам- новинари, луѓето на Сашо Мјалков, тоа ли испомешав? Златан, не знам, Дека тоа дека не е прислушкуваа ли испомешав? Ама, Златев- Дека со плата од директор на УБК направи најголем хотел у Македонија битно. ли Златан, не, испомешав? не е битно тоа. Е како не е Ме битно, некој интересира украл се. милиони, ти ми викаш не е битно, што е битно, ево, Ама, објасни. Еве што е битно. Еве Сега јас не знам зборуваме што е за- битно. Не, ама за политика. Битно е дека оние кои го ограбија македонскиот народ не е Има- битно што ова- го ограбиле според тебе. Ноновски, ова сакам да го Вака, сакам ви да се го молам. поставам ова и како прашање. Ви се молам. Ама смири се малку. Не можам да се Златан, смирам. Злате, ве Ми молам. браните са- криминалци. Само момент. Засрамете се, Ова вие сакам да го- професор. Чекайте, Браните криминалци. Кого бранам јас? Го браните Сашо Мјалков и ги Како застапувате врска имам неговите јас со ставови него? пред Не, мене. не застапуваме ничи ставови, застапувам може ли да- ставови. Смири вака, се малку. Златев, Напи Ноновски, се водички и смири Нема се да малку. се молам, Не ви кажа, Нема не да се хистериш. напијам, не Сакам да го прашам. Не можам да учествувам Значи, во- стануваш во еден хистеричен? ваков однос. Не станувам хистеричен. Ама смири се малку. Само момент, ве молам. Една само Имате забелешка. титула Ајде. на професор. Една забелешка. Да, Златев. Како професор сте должни да го застапувате интересот, Злате, да се смири се борите малку. против корупцијата, Добро, за така, тоа сте да, должни. Не добро, сте должни смири да се. браните Злате, криминалци. Смири се, Златев, не бранам јас за- криминалци. Ви се Значи, молам. јас зборувам значи за процеси кои што се битни за државата и за Кои се партијата, тие тоа процеси? беше Да не тема. Да зборуваме ги сега. спасиме оние Значи, кои... знаете што е сега Што е битно? интересно, она што оние личности во Конгресот, што се односно конгресмени, делегатите, членовите на Конгресот, меѓу нив дефинитивно според она што може да се забележи има многу сериозни луѓе кои што вложиле многу дел од своето време, знаење, труд и така натаму за доброто на оваа држава. Таму се пратеници
Има доста градоначалници кои што се и доста успешни, на пример, градоначалникот Нилиндар јас воопшто не би рекол дека е неуспешен, бидејќи конечно живеам во тој крај. Така да јас не сум некултурен како Злате за да кажувам ово е селска општина, ово е нечини, ово е вако, ово е еднакво. Значи такви квалификации лични за луѓе не. Даваме политички квалификации. Злате како што е политика ти да како го што водиш е Шилингер. добро, момент. Тоа сакам да ви го кажам и нигде у свет тоа не Сега, спаѓа. јас Ни зборувам тој што за го едно- води таму некој селска област у близина значи- на Лондон и тој значи, не е висок политичар во мислам Велика дека е Британија глупаво- да го прашуваат кој треба да биде лидер на лабористите или конзервативците. Тоа е стандардот. Мислам дека е глупаво сега да се прави компарација помеѓу квалитетите персонални на луѓето Ја не викам дека на тоа е Конгресот лош и човек. овие луѓе кои што се околу Мицковски. Викам дека е ниско мислам дека профилиран. овие луѓе околу Мицковски имаат далеку послаби перформанси отколку луѓето кои што се членови на Конгресот. Тоа Не тоа е би мое легол во мое оценки, лично така убедение. не ми е Но, тоа работа. што сега на друго нешто побитно, ова ми беше забелешката, мислам многу е бучен Златев и дури хистеричната му написа вода смири се, сега за да Не биде можам дебатава на не ниво. можам да Са, разговарам тоа е. со луѓе кои бранат Па добро, не криминал. разговарам, не бранам јас Проблеми никога, имам ви со кажам тоа. моите ставови и моите Независно мисли. од каде доаѓа, дали доаѓа од СДС или од бивши Добро, структури на ВМРО. Јас мислев дека приказната со ова раководство ќе заврши дента после поразот на парламентарните избори, затоа што самиот Мицковски имаше децидна јасна изјава на телевизија, или во јавноста, која кажа дека ако ги изгуби изборите, ќе си замине. Дури и ако победи, но не успее да формира влада, веројатно сите се сеќавате Да. на таа изјава, тој ќе си замине. Значи, по изгуби, не направи влада, се разбира, и тој требаше да си замине. Меѓутоа, очигледно е дека после тој акт, односно после газењето на својот собствен збор, а конечно водач на водач на ВМРО не му личи да го гази својот јавно даден збор. После газењето на јавно кажаниот збор, мислам дека многу луѓе всушност сватија дека се работи за политичар, или сега не зборуваме за него како професор математичар, тоа секоја чест, тоа не е ни битно за дебата. И тоа мислам дека многу луѓе тогаш сватија дека едноставно нема перформанси кои што се ги задоволуваат високите критериуми за водач на ВМРО. Посебно тоа што во изминатите 3 години апсолутно идеолошки нешто се оддалечи од ВМРО. Туку во многу сегменти стана спротивност на ВМРО. Например, изборот на кандидат за председател, неодлучноста, лицемерието. Например, лицемерието беше многу видливо, например, само момент. Тоа беше многу видливо, например, за кога беше промената на името, односно Преспанскиот, бидејќи има изјава на Хан, имаше ми се чини и на Могерини и уште на неколку високи ЕУ официјални представници кои што кажаа дека Мицковски, конечно Хан го кажа тоа, има, мислам јавна е таа изјава дека Мицковски му ветил дека нема да го попречува процесот на промена на името. А истовремено тој тука на своите членови, не знам, во јавност и така натаму, ги убедуваше дека тој е стриктно против промена на името, односно Преспанскиот дом. А сега Тони Науновски Значи, заедно тоа со не е- Крсто Муковски се ќе го извинувам. менја Мицковски. Чекайте сега. А он као го брани името. Чекайте, ама, Видете зашто споменувате ова е сега? смешно. Се Знаете, извинувам. ова е смешно и трагично. дали- Крсто Ама сега- Муковски е сега- делегат. Да, на да, да. партизан. Добро, Ама, Златев, што личи, се? знаете што сакам ја да ве прашам, Ова е Нуновски? попазијамија, луѓе. Сакам да ве прашам, Нуновски, сега, Он го вака. брани Ова- името, а со Крсто Муковски ќе го менја Мицковски. Чекайте. Значи ова е Кој не Крсто ви- Муковски? Са што зборуваш? Што Па можеш делегат луѓето е што не се... човек. Он е делегат на тој конгрес кој ти го поддржува. Добро, ма каква врска има тоа со Ја темата? Крсто Муковски- Ако го сменил името, а ти се бориш против Ја промената. Крсто Муковски не го видов видов. Јас сум задržиме предавникот нивото на- причава. Може Крсто ли- Муковски не го видов во иницијативата, он е член Може на ли Јавно иницијативата. даде изјава дека Даде ја изјава? поддржува и дека Да. ќе отиде Добро, на конгрес. Дали А, може да го задржиме Знаете нивото што сега да на ја прашам емисијата? Нуновски, имаме малку време пред реклами, ве молам за еден кус одговор. Дали овие луѓе што ги гледаме дека се во иницијативата, таму се зборува ова што го кажува Злате, дека таму е Сашо Мјалков, позади дека е Никола Тодоров. Сашо Мјалков не излезе јавно да каже, Тодоров знаеме, има се добри зборува. текстови, добри, јас Се ги читам зборува. неговите колумни, добро Дали пишува. дали па тие луѓе имаат легитимитет повторно да ја водат партијата после се што се случи во ВМРО-ДПМН? Па видете, Бидејќи јас- се работи за луѓе со сериозен багаж позади после се што се случи. Еве Мјалков не знаеме дали е, дали не е формално сега. После третиот текст види, официјално значи, сега, Мјалков јас- имаше напишано, па мене- што имаше прочитано. Но тоа е помалку Значи, тоа е- важно. Добро. Значи- Очигледно некои луѓе во Сега, нашава ајде држава нека каже Нуновски за ова прашање, да. Има таков порив, уште да го кажам слободно, нека заврши мојот соговорник. Некои луѓе во оваа земја имаат едноставно порив да го бранат подземјето, не знам дали е тоа финансиски, не знам дали поради авторитет го прават сето тоа,
И сите овие луѓе сега ги гледаме впрегнати во ова. Ја пак ќе кажам, ја не го бранам Мицковски. Мене Мицковски веројатно вие повеќе пати у животот сте го виделе од ја што сум го видел. Добро, Но заврши. она што се нарекува криминал, она што се нарекува докажани судски процеси, недокажани судски процеси, не знам дали се уценети овие луѓе. Не знам дали ова го прават за ова да се се глупости, спасне. господине. Но на крајот од денот ние гледаме таму една структура која е Знаете, која обвинета структура, за бе? висока корупција и криминал, Па таму една има 500 структура, луѓе во значи Конгресот, па што ти е? внимавајте. Тонин 500 Уновски луѓе има вели дека Сашо Мјалков бил многу елоквентен Ајде, во значи, неговото пишување. Јас не го споменав името на Он не го господинот, кажа, тоа ти го споменав. Не, за Никола Тодоров реков. Никола Тодоров. Да, за Никола Тодоров, он пишува во Дојче Веле, да. Името Тодоров вика Не, треба да се Ајде, не, нека одговори не на бранам Уновски јас нова. Тоа е смешно. Нека одговори на Не, Уновски јас нова. кажав само дека Уновски Никола нова. Тодоров има добри колумни на Дојче Веле, мислам, или на некој од порталите и ги читам и Ве Не ги молам, тоа не е. молам за кус одговор. Да, молам. повелете. Златев, Па не, многу е треба- бучен да. и не Ајде, може молам човек за кус да одговор, зборува, да. мислам, нема Да. смисла. Дали има да бери само- легитимитет овие што барат промени? Легитимитет апсолутно и политички и реков и статутарно имаат апсолутен легитимитет. Конечно, видете, факт е дека околу 500 луѓе или така нешто бројат нели членовите на Конгресот, факт е дека реков очигледно е дека сите тие се на на еден или на друг начин битни за партијата, штом се избрани како делегати. Значи тие сигурно морале да бидат битни за партијата, не може поинаку. И таму според нели она што може да се забележи според оние информации во јавноста навистина има имиња кои што се за почитување. Јас знам неколку од нив на пример и апсолутно ги почитувам. Да, добро. Значи поранешни пратеници, градоначалници, актуелни минати. Добро, мораме јас да за разлика од да. Злате сум многу љубезен и културен и и ги почитувам сите луѓе. Не сакам да давам квалификации. Тоа ова не знам малку е Да, чуден. добро, правиме кратка пауза за реклами, ќе продолжиме со емисијата. Останете со нас, брзо се враќаме во студиото.